Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш во ден кога снегот, нели, по милионити пат не изненади сите во јануари. Обично така бива, секогаш сме изненадени ние од сите временски непогоди, но се трудиме, ќе преживееме. Вечерва имаме задача практично да го продолжиме она што го направивме пред прилика месец и нешто со амбасадорот Ивица Боцевски. Ја веднаш да му речам добра вечер. Добро вечер. Зборувавме за оние бурни времења, исто како овие сега. Морам да признам дека живееме во исклучително бурни времења. На економскиот форум во Давос се случуваат навистина интересни несекојдневни работи. Веројатно ќе дојдеме до крајот на емисијата на таа тема, но сега сакаме да се вратиме 35 години наназад, во еден многу важен историски, практично важен дел од нашата историја, па и светската. Да. Зборувавме пред еден месец прилика за времето 89-90 година, кога практично во Македонија за прв пат се појави фамозниот плурализам, некои демократски тенденции, појавата на политички партии кои што него носеа нагласокот социјалистички, и она што практично ја направи државата таква каква што е и консеквенците од сето тоа во последниве 35-6 години. И сега одлично доаѓа приликата затоа што на 25 јануари, тоа е за некој ден од сега, се навршува 35 години од Декларацијата за сувереност на Република Македонија. Практично, ако не се лажам, тоа е првиот чекор со кој што Македонија тргна кон формирање на самостојна држава. Точно, и не само тоа, туку нели во музеот за македонската револуционерна борба и македонска државност на централно место се ставени тие три документи, од кои што прв документ е Декларацијата за суверенитет, мислам дека потоа е Декларацијата за независност и Декларацијата со кој што повикуваме на меѓународно признавање. Така што овие три документи во тој историски период ја заокружија македонската државност и со тоа Македонија зачекори како независна држава на светската сцена. Меѓутоа, во моментот, ако веќе влегуваме во темата, нели? Апсолутно. Во моментот кога се носи Декларацијата за суверенитет, се уште докрај не е јасно како ќе заврши целата драма околу југословенската криза. И... Добро, тоа е јануари 91 година, се уште не е почната војната во Хрватска и во Словенија. Минатата емисија завршивме кога заврши целиот серијал на демократски избори, повеќе партиски избори, тоа е во поранешна Југославија. Па да, во поранешна Југославија, значи почнувајќи од Словенија во април, завршувајќи се од Црна Гора во ноември и декември изборите. Значи на тој начин сега имаме една нова ситуација кога во сите 6 републики во поранешната социјалистичка федеративна република Југославија имаме власти кои што имаат демократски легитимитет. И тоа веднаш се одразува и на начинот на кој што продолжува да се решава југословенската криза, затоа што демократскиот легитимитет од гласачите веќе во втор план го турка претседателството на Социјалистичка федеративна република Југославија и почнува веднаш потоа, веќе во јануари, почнува, ако се сеќаваш, оној патувачки циркус кога претседателите на секоја од овие држави ќе одат во една од републиките со цел да дискутираат за тоа како да се најде излез од југословенската криза. Ако се вратиме наназад, значи во овој момент уште не е јасно што ќе се случува со Југославија. Добро, но ако сме реални, боцевски, словенците, па и хрватите, веќе има јасна намера да излезат, односно да прогласат независност. Па и србите има некоја друга намера, меѓутоа, ако сакаше да се вратиме наназад кон целата таа работа, во моментот кога починува Јосип Броз Тито, Добро, тоа е 10 години порано. Без разлика, меѓутоа југословенските комунисти веќе не сакаат да има една таква фигура со една таква голема специфична политичка тежина, која што, условно кажано, им се меша во играта. Така. Некој што ќе биде доминантен од најгоре, апсолутно. Да, точно. Системот е направен така да не исплива ниту една фигура која што ќе успее да се наметне. Што е чудно, морам тука да ве прашам, Боцевски, генерално автократските режими, некој ќе рече дури диктатурите, по дефиниција бараат наследник. Обично тоа е некаков син, внук на претходникот. Кај во Југославија тоа не се случува. Јосип Броз Тито едноставно не остава наследник од таков калибар. И па тоа е главниот проблем со ние ги нарекуваме тие таквите харизматски режими. Значи треба да се институционализира харизмата. Значи после оснивачот треба
работите да влезат во некој тек. Сите држави го имале тој проблем. Соединените американски држави после Вашингтон исто така лутаат до граѓанската војна додека да најдат некој поредок кој што ги држи на куп, условно кажано. Така што проблемот меѓутоа со наследникот е кога оставате вие физички наследник, тоа е малку полесно затоа што физичкиот наследник е резултат на она што го зборевме. Значи, лидерот не е лидер, систем е. Има една цела коалиција на интереси, на групи, на поединци околу него, преку кој што тој ја извршува власта. И ден денес и во Македонија. Да. Значи, ние кога зборуваме за премиерот Христијан Мицковски, претходно Ковачевски, претходно кој да е и така натаму. Значи, премиерот едноставно е символ на оваа, како да наречам, поширока коалиција на интереси, на поединци и така натаму, која што извршува власта. Затоа физичкиот наследник во овие авторитарни режими, како што ги нарекуваш, е многу едноставен, затоа што физичкиот наследник ја продолжува таа. Речи си природно, да. Природно, меѓутоа до некое време, додека не се наруши сликата. Во конкретниот случај нема физички наследник, а нема ниту еден израснато. Од друга страна, ниту еден од оние кои што имаат зад себе револуционерен стаж, ако можеме да го кажеме, веќе не е тука. Со Ранковиќ е расчистено во 66-та година. Со Джилас е расчистено во 50-тите години. Карделј е починат. Едвард Карделј е починат. Тоа е. Тие четворица се најстакнати представи. Може би Коча Поповиќ, меѓутоа тој е повлечен и 70-тите години. Бакарич е веќе стар, изнемоштен и болен. Добро, годините го прават своето. Да, на биологијата, да. Дури, да, има еден разговор дека кога треба да се води конкретно на 79-та година некоја си расправа околу идниот правец на движењето на Југославија и кажуваат дека вика расправата ќе биде долга. Му викаат на Јосип Брз Тито, тој вели добро, вика, нека биде долга, иако мора да е предупреден, вика, биологијата си го прави своето. Значи тој е свесен или за па нормално. Дека има 86 години. Меѓутоа пак ќе кажам затоа што тоа е фигура. Еве во 70-тите години ние имаме промена на раководствата безмалку насекаде. Прво е пресметката со Хрватската пролет, потоа со српските либерали, потоа доаѓа пресметката со групата околу Крсте Црвенковски, што ќе ги наречеме македонски либерали, меѓутоа поубаво е да ги наречеме македонски поизразени националисти, така да ги кажеме. Претходно имаме пресметката со Кавчич и групата во Словенија околу цестовна афера. Четворица раководители во Босна ќе бидат тргнати. Значи, на некој начин се гледа дека тој го има авторитетот, тој е единствениот што го има авторитетот да ги смени раководството. По потреба така е. Меѓутоа од 80-та година наваму веќе работите не одат така. Не одат така, нема кој и се што е проблемот. Проблемот е што секоја република и покрајина смета дека е суверена во одлучувањето внатре, кај себе, и така функционира системот. Србија не се меша во Македонија, Македонија кога го бира. Македонија не се меша во Хрватска, Хрватска кога го бира. Хрватска не се меша во Босна и така натаму. Меѓутоа проблемот е кој решава кога има проблем помеѓу републиките. И тука го нема тој врховен авторитет. Па еве да направиме паралела со Америка, можеме ли? Да. Еве сега во ситуација во која што не знам федералните власти испраќаат федерални полицајци во Минеаполис, во Минесота конкретно, имате локална власт која што жестоко се противи, вие немате право. Во Калифорнија имате огромна нервоза. Меѓутоа се знае кој е суверен. Но повторно се знае кој е таму врховен авторитет и нема може. Авторитет е председател. Точно. Така. И федерацијата е таа која што ги има суверенитетот. Како дозволиле овие комунисти наши тоа да им се токму заради тоа во еден момент настанува тој хаос во смисол дека веќе системот е жестоко децентрализиран по логиката што од 1974 година. Тие се видуваат да направат две реформи. Едната е стопанска реформа преку Крајгеровата комисија, втората е реформата на политичкиот систем, таа Јосип Врховец ја води хрватски кадар. Меѓутоа проблемот е што еднава и другава реформа на крајот е компромис помеѓу различните интереси не само на републиките, него на сите други заинтересирани, на крај се сведува на ништо. На ништо. По обичај е така. Сега. Но ова е моментот кај што тргаме во приказнава. Едно од најлошите нешто што ни се случи на овие простори е тоа што имавме председател на Соединетите американски држави кој што многу сака да чита книги, Бил Клинтон, и тој некаде 92 година ја прочитал книгата на Роберт Каплан, Духовите на Балканот, која што е една од најповршните, да не речем, и најглупави книги било кога напишани за Балканот. Добро. Тој шета низ
нели? Низ Балканот и толкова. Да, и толкова седи најчесто со маргиналци, со по некој така изгубен поет и така натаму, кои што му кажуваат некакви се приказни и он заклучува дека овој регион е потопен со етничка омраза и дека ние едва чекаме нели да си ги извадиме очите. Што за жал се случи? Вика, не, ама не се случи заради тоа. Туку се случи заради нешто друго. Се случи заради ова што доаѓаме да кажуваме. Се случи заради две различни концепции за тоа каде треба да се движи Југославија и кој како да се сочува моќта. Тие концепции се изострија во два лика. Ликот на Слободан Милошевиќ и ликот на Милан Кучан. Значи, концепцијата на словенечкото раководство е многу едноставна. Словенечкото раководство гледа дека е можно во идниот расплет на настаните во Југославија да дојде до централизација на дел од функциите, затоа што да се преживее економската криза во таа земја. Вистина е дека било потребно некои стекнати права кои што веќе ги имаат републиките и покрајините да се федерализираат, односно да се вратат кон конфедералниот така. Највеќе контрола на финансиите. Значи, еден од причините зашто настанува хаос во Југославија дека секој решава да си ја развива својата република без да има представа за тоа што се случува со југословенскиот пазар и се случува дуплирање, триплирање на капацитетите. Бидејќи југословенскиот пазар беше природно поврзан. Точно. Се знаеше дека, не знам, напамет сега зборувам, тенковски делови се прават во Скопје едни, другите делови во Загреб, третите во не знам каде. Точно е, меѓутоа, еве, мора ли секоја република да има своја железарница? Некои по 3 као Словенија. Мора ли секоја република да има своја топилница? Мора ли секоја република да има своја рафинерија? Меѓутоа, економскиот развој воопшто никогаш не бил ист. Фактот дека Словенија беше каде понапредна. Факт, и тоа е еден од проблемите, затоа што нели федералниот треба да ги приближи, меѓутоа наместо тоа ги оддалечува. Така на пример, ако во 50-тите разликата помеѓу Словенија и Косово била 1:3, во 50-тите, во 80-тите 1:7. Наместо да се намали таа се... Само да ви илустрација. Тоа е како да речеме разликата сега измеѓу Велика Британија и Алжир. Таа е разликата. Зборувам во економскиот, да. А била малку по, да. Меѓутоа сакам да кажам, овој хаос. Кому му е дозволено да се задолжува, да покрива кредити и така натаму, кој одлучува за тоа што ќе се како ќе се трошат парите, е кај републичките раководства. Нешто од тоа мора да се централизира. Во Македонија тогаш имаме до ден денес споменици на ова безвезе трошење. Например? Фени, комбинатот кој што никогаш не проработи. Потоа, дел од развојните средства кои што Југославија ги дава за развој на Македонија се потрошени, да речеме, еве, ќе издвоиме 4 прекрасни објекти во Скопје. Меѓутоа, прашање дали се потребни во толкав обем. Домот на печатот, зградата на Нова Македонија, денеска државна. Да погодам, МТВ, МНТ, Народна универзитетска библиотека. Прекрасни објекти. Дали се потребни? Потребни се. Дали се потребни во тој обем? Сега тоа е прашањето. И дали е потребно толку пари да бидат потрошени? МРТВ беше долго време најголемата зграда во Скопје, во Македонија. Не, може би било попаметно тие пари да се потрошат за еден малце поскромен објект, а другите пари да се пренасочат во некои производствени капацитети. Но идејата е дека... И сега, значи, Словенија вели, не, ние сакаме да си го сочуваме одлучувањето. Дури и по цена да се разлабави понатаму федерацијата. Од друга страна, во Србија со 8-та седница дојде еден моден лидер, Слободан Милошевиќ, кој што има еден план за тоа како да се наметне како нов лидер на Југославија или нов Тито. Тито после Тито, добро. Да, неговиот план е едноставен. Значи, прво сака да ја освои власта во партијата во Србија, де факто со тоа станува и во републиката, потоа да ги реинтегрира покрајините Војводина и Косово, потоа да освои сојузната партија и на крај државата. Тој успеа до вториот чекор. Кај третиот и четвртиот чекор се јавија коалиции кои што тоа му го невозможија. Меѓутоа, начинот на кој што тоа се случува, ја возбудува целата поранешна Југославија и придонесува, меѓу другото, се случуваат овие работи. Само да кажеме дека тоа не е изолиран случај. Не за џабе се распадна и другите две социјалистички федерации. И Советскиот сојуз, и Чехословачка. И ако ги гледаме и документ, на ист начин се распаѓаат. Со тоа што малце поинаков е распадот. Во Чехословачка каде е понатаму, после демократизацијата. Ќе кажеме анекдота која што можеби ги поедноставува работите, меѓутоа ги објаснува. Вацлав Хавел вели дека тој како претседател на Чехословачка, нели демократски, ги пратил Вацлав Клаус, премиер на
Чешка и Мечијар, премиер на Словачка, да се договорат како изгледа идниот федерален договор. Тие му се враќаат, вика, ја растурихме државата. Во суштина, можеби, Клаус е малце уплашен од авторитетот на Хавел, веќе го гледа како свој конкурент и на овој начин сака да елиминира на свој политички противник. Меѓутоа, тој му се врати, затоа што после победи за председател на Чешка. За председател, така. Во Советскиот сојуз се случува исто. Време, Во Советскиот сојуз се случува исто. Советскиот сојуз не е укинат со референдум. На референдумот неколку месеци претходно во целиот Советски сојуз победи опцијата да продолжи Советскиот сојуз со живот. Тој беше укинат кога во една ловечка куќа во Беловешката шума, тоа е во Белорусија, една од најинтересните, тоа е најверојатно најголемата прашума на европско тло, кај што има бизони. Европски бизони преживеани. Да, и во Беловешката шума се среќаваат тројцата председатели на Белорусија, на Русија и на Украина, односно Леонид Кравчук, Борис Јелцин, и сега заборавам белорускиот председател од тоа време, затоа што брзо исчезна од политиката, и решаваат да го укинат Советскиот сојуз. Тие велат, ние сме го направиле, донесуваме одлука за раздружување на... И тука е абсурдот на историјата. Прво му се јават на Џорџ Буш да му кажат дека го растуриле Советскиот сојуз, уште од таму, а потоа му се јават на Михаил Горбачов да му каже дека веќе нема функција, пошто нема држава. Пошто веќе нема држава. Ама пак сакам да кажам, значи мораме да внимаваме. Не стану која античка омраза постоела меѓу естонците и азербејџанците. Те не се ни гледале практично. Па нормално, меѓутоа пак логиката на формирање на овие териториализирани автономии во социјалистичките земји, втемелени на етнички принцип, на крајот не доведува во оваа насока кај што се распадна федерациите. Меѓутоа, имавме сложена држава беше и Србија со две покрајини. Сложена беше и Руската федерација, таа беше федерација во федерација. Така е. Но тие не дозволија распад. На крајот Косово со сила беше одземено, а во советскиот... Што сега за Гренланд поставува некои нови проблеми, да. Во Русија беа водени и војни, Со Чеченија, така е, со Дагестан. Ајде сватиме сега повторно на Македонија. Доаѓаме до... Меѓутоа, види, пази се уште еден абсурд, сакам да ти кажам тука. Во овој период, од некаде од 71 до 91 година, се случува една работа која што комунистите не ја посакувале и Тито не ја посакувал. Например, спонтано се случува да почнуваат луѓето да се изјаснуваат како југословени. Колку имаше на крајот? 2 милиони југословени, нешто така беше? Да, меѓутоа има интересен податок. Македонија е многу малку. Највеќе беа во Војводина и во Хрватска југословени. Во Македонија дури најмалку. Едно кај што најмалку се изјаснуваат како југословени. Исто, зашто велам спонтано? Затоа што идеологијата на југословенскиот комунизам е дека заедништвото е наднационално, а дека секому му се обезбедува правото да ужива во својата нација, народ или народност. Некој сега ќе ви рече дека не било така, дека биле потиснувани. Па нека покаже како. Националностите, дека луѓето биле плашени. Добро сега, ова тоа не е точно, затоа што, например, секој народ во поранешна Југославија има право да се развија својата културна посебност. Македонците токму во тие години прават чекори од по 1000 милји кога станува збор за развојот на нашата национална посебност и на нашите национални институции, развојот на нашата национална историографија и така натаму. Никој не се меша во тоа, што е наш автономен процес. Има дискусии, никој не се меша. Не само тоа. Туку гледаме дека кога Македонија прогласи независноста, он великогрчкиот шовинизам се уште активен, што ни направи околу името. Великобугарскиот шовинизам исто така. Брана и во Србија има интелектуалци што настапуваат великосрпски позиции. Во овој период тие се едноставно тргнати на страна. Не се тргнати на страна, него никој не сме јавно да каже да оспори македонската државност и македонската посебност. И етнички и било каква. Српската црква е осудувана заради фактот што не ја признава автокефалноста на македонската црква и е осудувана како легло на великосрпски национализам во тој период. Значи да се вратиме, значи меѓутоа што се случува? Значи едноставно заради многу причини, посебно заради економскиот развој на таа земја, заради културниот развој на таа земја, едноставно легитимитетот државата го има кај своите граѓани. Последните анкети правени во 90-тите години, пред да почне овој период,
од Вардар до Триглав. Значи, мнозинството од населението и во Словенија и на Косово е за сочувување на Југославија. Намерно Што ги сега издвојам- исто така се Намерно ги издвојам Словенија и пренебрегнува. Косово затоа што Косово имаше своји проблеми, исто така и Словенија имаше. Но дојдовме момент веќе со крајот на 90-та година, да не се навраќаме сега на оние седмици што ги спомнувавме. Доаѓаме кај Македонија и сега кај Македонија она што го проучувавме, значи кога го зборувавме минатиот пат, значи изборите даваат една нова слика. Значи изборите даваат поделена номенклатура, ако можеме така да наречеме, главно во три партии, две поголеми, една помала, Сојузот на комунисти, Сојузот на реформски сили и Социјалистичката партија, кој што произлегува на некој начин од поранешната номенклатура, го има ВМРО ДПМН како нов фактор, не може да кажеме дека е антисистемски настроен, затоа што најголемиот дел од ликовите во таа партија пак се некој дел од номенклатурата, но не врвен, меѓутоа повторно се дел од општеството. Добро, Јумчо Ѓоргиевски секако не бил. Да, студент бил во тоа време, туку што завршен студент. И албанското движење во Македонија, која што покажува својата сила, не правиме, ако значи, после првиот круг од изборите, условно кажано, втора политичка сила се ПДП и НДП како коалиција. Не се што е албанска коалиција, да. Трета или четврта, како што знаат да кажат, ако се пресметат убаво гласови, зашто ние, во тоа време, нели во изборни единици се. И во некои изборни единици настапуваат како ПДП, во некој како НДП, во некој како ПДП, НДП. Ако ги даваат збирот, го покажуваат како да се различни. Не се различни, тие се едно движење. И тие се буквално само неколку десетина илјади гласа ги делат од СКМ ПДП, кој што во првиот круг нели е победник на изборите. Потоа ВМРО ДПМН го направи она што го направи, што го објаснивме. Сега, што е проблемот? Како овој хаотичен, би рекол, состав на тоа тогашно прво плурално собрание се осмели да прогласи пред 35 години, речиси точно, декларација за сувереност. Особено во ситуација кој имавме луѓе кои што велеа Југославија по секоја цена. Па, ајде, токму заради од овие причини што ги објаснивме. Значи, после немирите на Косово во 81 година, Србија тргнува да поништи автономијата на Косово. Тоа ги возбудува сите републики на поранешна Југославија. Ке објаснам зашто го дам овој овет. Затоа што го руши на некој начин тој уставен поредок на Југославија. Македонското раководство, комунистичко во тој период, молчи. Не се изјаснува. Не се изјаснува. Босанското раководство се изјаснува против обидите на Србија за поништување на автономијата на Косово. Сите овие 6 години. Хрватското раководство, словенечкото веќе го спомнавме. Војводина предводи. Раководство Војводина. Тие се обидуваат да заштитат својата автономија, добро? Црна Гора нешто како нас, а малце знае да каже не. Нашите молчат. Зошто молчат? Затоа што во годините од 74 година до 81 година на Косово имаме еден рапиден економски и севкупен раст. Косово почна да се наметнува како еден вид на, условно кажано, Пиемонт за албанците во Југославија, нели? Каде што се отвара универзитетот од Приштина, кој што станува, мислечи, трет поголемиот универзитет во поранешна Југославија. Се отварат институции и така натаму. Раководството во Македонија во тој момент се чувствува загрозено од ова што се случува на Косово, затоа што е свесно за тоа како изгледа етничката слика во Македонија. Природно? Во тој момент, учеството на албанците во власта во Македонија и во компаниите е занемарливо. И тоа е проблем. Значи, стравот дека тоа што се случува на Косово ќе се прелее кон барања, да мора да делат својата моќ. Добро, ова е интересно. Да. Не, факт е, да. Значи, токму затоа да речеме Србија има еден тип на сојузник во ова наметнувањето на ограничувањето на автономијата на Косово во Македонија, тврд сојузник, и така полутврд да речеме во Црна Гора. Нема во другите републики. И ова трае, значи на таа основа. Условно кажам. Моментот кога ова почна да се руши е кога оваа позиција на Србија предизвикува тамо да почне да цути српскиот национализам. И почнува да се толерираат овие гласови што претходно не се толерирани. Почнуваат да излагуваат книги, представи и така натаму, каде што веќе се кажуваат поинакви мислења за тоа како
какви се односите помеѓу републиките и покрајините. Почнува да се зборува нели за злосторствата против српското население во независна држава Хрватска. Не дека не се зборувало и претходно, се зборувало, меѓутоа почнува понагласено тоа да се зборува. И меѓу другото од тоа шишето почнува да излегува тој духот на великосрпскиот национализам и кон Македонија. И во Македонија раководството почнува да се чувствува загрозено, меѓутоа и генерално и македонците веќе чувствуваат една загроза, една нелагода од овој искажан национализам на кругови кои што не се дел од тимот околу Милошевиќ, но тој ги толерира, затоа што во тој момент тоа му одговара за да хомогенизира јавноста за себе и за својот политички проект. Значи, за оваа работа, со неколкумина од луѓето, посебно со еден човек кој што многу го почитам, не согласувам, меѓутоа, јас навистина мислам дека тој беше само еден типичен опортунист од поранешниот режим, дека он внатре не беше српски националист и дека до крај некако не успеа да се помири со српскиот национализам, ама ветрот на историјата го однесе кај што го однесе, ако можем така да кажем. И сега почнуваат од Белград да се слушаат такви гласови од типот Македонија да го промени својот однос кон меѓувојната историја, историјата на балканските војни, зашто во историските учебници, историските учебници пак пишува дека нели Македонија била окупирана од српските војски после првата балканска војна, била ослободена и така натаму, зашто се пишува за тој период дека бил робство меѓу првата и втората светска војна, па каква била состојбата со српските воени гробишта, па зашто српската црква не ги контролира манастирите изградени од српските средновековни кралеви и цареви и така натаму. И тоа овдека предизвикува отпор. Нормално прво трга во сферата на културата тој отпор, меѓутоа штом излегува на површина, штом тоа се пренесува во медиумите во Нова Македонија, на радио телевизија Скопје, тоа значи дека раководството не само што го толерира тоа, него и го храбри. Исто како и ова што го зборуваме да се разбереме, сите овие алтернативи кои што излегуваат, тие не се толерирани за тоа што раководството нема начин како да се пресмета со нив. Системот е уште тука, со челична тупаница. Но толерира затоа што му толерирани се одговара. затоа што им одговара. Значи, во тој момент, овој подем, ако можем така да го наречем, на едно македонско противење против овие ветриштава кои што доаѓаат нели од северот, почнува да зема еден свој облик. Значи, почнува да се јавува еден антисрпски став во овој дел. Интересно, коалицијава околу ова, како да речем, антикосовско прашање продолжува на некој ниво. И тука на сите мерки кога е дискусијата за Косово, за ограничување на автономијата на Косово, може да смета комотно Слободан Милошевиќ на гласот на Македонија. Но не и за проектот околу ова, што реков, освојување на партијата и на државата. И дури има една анкета направена пред конгресот, што е тој 14-тиот конгрес, кај што се гледа дека Фамозниот 14-ти конгрес. Да, се гледа дека Македонија во делот на државното уредување на Југославија, македонците се поблиски до ставовите на Словенија, но во делот за партијата се поблиски до ставовите на Србија. Сега малце чудно делува ова, ама разбирливо. Ако го земем предвид тоа што сега го кажам. Мора да го сватиме контекстот на времето, така е. Сега, фактот дека овој, меѓу другото, оваа ситуација ги влошува меѓуетничките односи во Македонија. Уште од 81-та тие се влошени. Се случува диференцијација, нели рекоме чистки и така натаму. Врвот на ова е оној амандманот што го зборевме од мај 89 година, кога се избришани албанската и турската народност од Уставот на Социјалистичка република Македонија. И на тој начин ние влегуваме сега нели во плурализмот. Сега Словенија, значи чека само, датума само да го видам. Да. Словенија веќе во тој момент има прогласено суверенитет на 2 јули 1990 година, после нивните избори. Хрватска на 25 јули донесе уставни амандмани со кои што де факто прогласи исто така сувереност. Чувството овдека е дека ние каскаме во однос на таа работа, дека може да се случат некои работи, дека ние мораме да се изјасниме. Ние секогаш каскаме, нели? Сега, ВМРО-ДПМН излегуваат малце похрабро и поавантуристички во однос на ова. И велат, ајде ние да... Не, тука мора контекстот да го разберете. Првата седница на Македонското плуралистичко собрание беше на 8
јануари 1991 година. Пак, нели, еве се 35 години. И беше мачно тоа се гледа. Наместо свечена седница, почна со кавга. Кавгата беше околу тоа која химна да се изведе. Дали македонската, дали југословенската? Дали и двете. И дури не, се скараа за тоа дали да се гласа кој е за македонската, па после се гласа кој е за југословенската, или да се гласа кој е за македонската, кој е за македонската и југословенската. Од овој контекст тоа делува чудно и глупаво, нели? Но тогаш... Меѓутоа, во тогаш, нели, се докажува кој е поголем македонец, односно кој е поголем југословен и така натаму. На крајот и двете химни се изведа, ама претходно уште се расправа која прва, која втора. И тука имаше една мала расправа. Нема врска. И ден денеска околу тоа се водат некои полемики и се враќаат стари спомени. Утредента Ламбе Арнаудов предложи Македонија веднаш да пристапи кон декларација за сувереност. Во сеќавањата на протагонистите од тој период се вели дека планот на ВМРО бил да се собере 61 пратеник за да се излезе со една таква декларација. За среќа, по мене, избран е друг пат, односно Стојан Андов е веќе избран за председател на собрание. И во Уставната комисија тој вели да се изработат истовремено два документа. Едниот е декларација за сувереност на Македонија, а вториот е платформа за позициите на Македонија во идните разговори за тоа како треба да изгледа Југославија. Или пак некој баланс. Едниот документ е изразито просуверенистички, другиот е... Ке видиме, ке разговараме. Да. Доброто е што со целосен консензус е усвоена ова декларација. И тој е убав старт за Македонија. Значи, и СКМ-ПДП, и реформските сили, и ПДП, и ВМРО-ДПМН. Сите беа за. Дури и партијата на југословените со своите двајца пратеници, и тројцата независни пратеници, и социјалистичката партија, сите гласат за декларацијата за сувереност. Сега, таа се гласа 6 дена после неуспехот за избор на председател. Значи, во тоа време председателот се бираше во собранието. Објаснував минатиот пат, да не губиме време, за други работи зборуваме. Предлог од СКМ-ПДП и од реформските сили беше да биде Киро Глигоров председател на Републиката. Сега, што е проблемот? ВМРО-ДПМН е против тоа, албанците никој не ги прашал. Односно, не преговарале со нив. Не, предлагачите се сигурни дека стравот на албанците, да речеме, од националистички од ВМРО-ДПМН ќе биде доволен за да биде Киро Глигоров кој што важи за човек од стариот естаблишмент. Меѓутоа забораваат дека шум се избрани во собрание, имаат право да гласаат, да. Тоа е едно, а второ зборуваат меѓу себе. Нели? Помалку страшилото изгледа помалку страшно кога со него вака зборуваме, нели, во една директна разговори. И што се случува? 60 гласа за Глигоров, 60 против. 37 против, 23 бели ливчиња. Значи, буквално ја гледаме поделбата. Од ВМРО гласале против, албанците ставиле бели ливчиња од ПДП. И нема доволно. Нема доволно. И се одложува гласањето. Дури Киро Глигоров мисли да се откаже, тогаш меѓу другото многу оштри зборови се слушани во оваа дебата. Зошто е ова лошо за нас? Лошо е затоа што тогаш, како што реков, почнува овој патувачки циркус околу тоа. И веќе треба да се види каде ќе одиме, нели, што ќе прави Македонија. А ние немаме председател. А ние немаме председател. Ние уште немаме председател, ама декларацијава ја донесовме за сувереност. Потоа е направен компромис, нели? Предложена е функцијата подпредседател на председателот, што ја презема Љупчо Георгиевски. Така беше, да. А им се приоѓа, нели, меѓу другото и на албанците со цел да може да се склопи оваа власт и Македонија да биде застапена на следните разговори. Инаку на првиот разговор од овој патувачкиот циркус е Стојан Андов како председател на собрание, што е малку чудно. Меѓутоа и не е чудно, тоа е единствениот во тој момент што има некој демократски легитимитет за разлика од сите овие другиве. Зашто оваа декларација за сувереност е битна и кој е одговорот? Пази се, во тој момент и тоа мораме да го земеме предвид. Не е само српското раководство тоа што сака сочување на федерацијата, туку и сојузната влада. Сојузната влада тогаш ја води еден исклучително популарен политичар Анте Марковиќ. Ден денеска зборувам по економските успеси што ги постигнал, така е? Меѓутоа, владата на Анте Марковиќ, интересна работа, поднесува барање пред Сојузниот уставен суд на Југославија за оценка на уставноста на Македонска декларација за сувереност. А не за другите?
За сите. За сите, меѓутоа добро. и за нашата сега. Добро. Зборуваме нели како тече работава. И ова е интересно. Например, тој самиот кажува, зашо го кажува тоа? Затоа што вика, не сакаме да, затоа што вели декларацијата е радикална, во себе содржи елементи на сепаратизам. Кој е сепаратизмот? Па де факто види со таа декларација Македонија расчистува со Југославија, зашто вели дека македонското републичкото законодавство е над сојузното И тука веќе завршува приказната. Да, и вели дека сојузните органи на територија на Македонија треба да бидат да ги почитуваат одлуките на републичките власти. Што повторно ако го земе американскиот пример, тоа би значило дека не знам во Минесота би требало и федералните власти да ги почитуваат правилата на самата FBI треба да. На полицијата во Минеаполис. Тоа не може да биде, добро? Не може да биде, да. Сега. Што вика Уставниот суд? Уставниот суд сега за нас е среќа што завршува Уставниот суд на Југославија кој е составен од 14 члена, по 20 од секоја република и по еден од покрајините. Како суди известител избран е словенечкиот представник кој што го гледа тој и решава да не го става на дневен ред, едноставно да го игнорира. И тоа тече некаде до летото. 91, да. Летото 91 после декларацијата за независност на Словенија, тоа е 25 јуни 91 година, словенците престанува и она 10-дневна војна се сеќаваш, да. Која што беше во голема мера и фалшлива, но добро. Решават овие да не идат веќе на тие 20 представници Словенија да не идат. Па затоа што веќе тие не ни признаваат државата објективно. На друго место е ставена како се вика тоа, друг суд известител избран и интересна работа. Во декември дури одлучува Уставниот суд и одлучува да го отфрли барањето на сојузната влада. Но тогаш веќе не е ни важно, објективно. Па не е важно, декември веќе Вуковар. Не постои државата, тоа е реално. Меѓутоа ние треба да запамтиме дека благодарение на гласот на како се викаше ликот Пјетра и името презимето ми текна Пјетар Широка или како беше на Уставниот суд од Косово. Тој глас пресудува да пропадне иницијативата. Потоа пак го ставаат на глас. Ова е многу интересно. Во февруари 92-ра. Па тоа нема никаква логика. И тогаш го бришат вториот и петиот член. А вториот член е овој што дефинира дека републиката е меѓутоа тотално нема логика зашто Македонија веќе го има прогласено уставот, тоа е прво. И затоа што арбитражната комисија на Европската економска заедница, Бадинтеровата комисија, веќе заклучува дека Југославија е во распад и веќе го има издадено своето мислење. Меѓутоа ве гледаш дека сепак кога станува збор за такви работи, сите се активираат сите механизми за да се спречи она што нели некој сака да го спречи. Меѓутоа за нас тоа е многу значајно затоа што тоа го насочи патот на Македонија кон државноста. Како реагираше тогаш Јена? Јена во тој момент види се, кај Јена е многу интересно. Јена е со едната нога со Милошевиќ, со едната нога е против Милошевиќ. Ги нервира многу тоа што околу него се случува бујање на великосрпски национализам, премногу ги нервира, но од друга страна не гледаат па каде би бил центарот, стожерот за сочувување на Југославија. Тоа е едно. Второ, сепак и во Македонија, кога ќе се види кој е институционалниот склоп, кои луѓе победуваат на изборите, комотно се чувствува Јена. Например, освен за изборите во Хрватска, кај што нема честитка за новите власти, точно ни ХДЗ, во сите други републики тие праќаат честитка нели за Јена. Да. Значи тоа е нивниот и мислам дека референдумот, затоа што сепак референдумската постапка е установена пракса, како да кажеме. Не е установена пракса, него се смета дека нели сепак има некој демократски легитимитет, е можно значаен. Така што после референдумот Јена веќе престанува со некој активно, како би рекол, активно трудење околу Македонија. Тоа е едно. Тие се подготвуваат да си одат, тоа е реалноста. После референдумот. А мислам дека кај српското раководство дека тие сметаат за Македонија до еден момент, а потоа велат така ги решаваат да не игнорираат. Премногу проблеми на другата страна, да. Објективно. Да, иако види прва држава со која што Србија Црна Гора воспоставува дипломатски односи е Македонија во 95 година.
со многу подоцна ќе го спостави Сојузна република Југославија, дипломатските односи со Словенија, со Хрватска. Добро, но таму имаше војна, се тоа е реално, тоа 95-та ние сме, значи, Така што тоа е ситуацијата. Сега, една внатрешна црта тука мора да кажам, дека покрај тоа што декларација за сувереност носеа републиките кои што можеа да носат, со декларации на сувереност почнаа да носат сите. Во сложена држава како Советскиот сојуз, нели таму почна декларација за сувереност да носат и овие подединици. Например, Татарската автономна република, Башко-Которстан носи декларација. Во Грузија тие што беа нели Аџарија, Абхазија и така натаму, а во Југославија почнува на етничка основа да се носат декларации за сувереност на србите во Хрватска. Така е, на србите во Босна, хрватите во Босна. Хрватите во Босна и Санџак го имаме и да не заборавиме јануари 92 година доаѓа до референдум за територијална, културна и општа автономија на албанците во Македонија, односно Илирида. Илирида, за која што и ден денеска имаме некакви асоциации. Точно. И тоа има своја позадина. Позадината е тоа што една од првите барања што ги поставува албанското движење, нели ПДП која доаѓа, е да се исправи ова амандманот со уставот со кој што се брише албанската народност од уставот и албанците да влезат како конститутивен народ. Сега тука е замката до ден денес во односите меѓу македонците и албанците. Начинот на кој што се толкува, значи зашто не е конститутивен народ, затоа што народ има право на самоопределување и сецесија, така. Од друга страна пак, ако државата има конститутивен народ, а тоа е македонскиот? Да, тоа значи дека другите се граѓани од втора класа, не конститутивни. Така што со барањето за конститутивен народ во суштина инсистираш, нели, да се изедначиш како граѓанин со статусот на тој што е конститутивен. И ова е проблем. Дури во 80-тите години во тие уставни расправи во Југославија, баш за тоа се дискутира кој е конститутивен, зашто некој не е конститутивен и што не е. ПДП и НДП пред дискусијата за уставот презентираат една декларација која што е запоставена во македонската историографија. Декларацијата, нимата декларација за позициите околу изработката на уставот. Тоа што е запишано во таа декларација, денеска го викаме Охридски рамковен договор. Кој што беше направен 10 години подоцна. Да. Дури на многу пограѓански принципи е тоа што го пишува во таа декларација, отколку што на крајот го направи Охридскиот рамковен договор. Зашто Охридскиот рамковен договор содржи работи кои што ја прават Македонија нефункционална, исто како што се зборувавме Југославија што беше нефункционална со тие федерации, значи вие во моментот кога на крајот мора некој да донесе одлука. Ако вие го направите системот да може да мора консензус. Па затоа сега имаме за Safe City мораме Бадентер, што е Да. Така што до ден денес ве гледаме, влечеме од, значи сувереност да. Затоа изборуваме за ова сега. Сувереност да. Што е, значи околу сувереноста постигнавме политички консензус во Македонија. Но што е содржината на таа сувереност? Не постигнавме политички консензус. Затоа уставот беше бојкотиран или од пригласањето од затоа референдумот за независност беше бојкотиран исто така. Од таа страна затоа беше и на крајот и тој референдум за Илирида нели спроведен со цел да се каже дека има проблем околу целата таа работа. Тој проблем види треба еден ден да се стави на маса. Во моментов имаме еден компромис кој што функционира. Ние тераме како американците, нели. Ако не е скршено и расипано, него поправај. Меѓутоа, ако гледаш дека надолу по патот може некоја тешка фалинка да се случи, тогаш можеби е подобро да се поправи, нели, со време, така? Да, ова се одлични реминисценции боцевски, веќе доаѓаме до крајот на емисијата. Морам да признам, најголем дел од овие работи јас не ги памтам или сум ги прочитал, па сум подзаборавил. И супер ја се вати затоа што тоа се клучни интересираат други периоди на светската историја. Но клучни се многу се важни овие моменти затоа што носат последици за денешниот миг. Не, само да кажам. Значи, ова дури се нарекува уставен национализам и не е само наша измислица, цела Централна и Источна Европа го има тоа, и Полска, Чешка и така натаму, и таму ги има овие дебати. Значи, тие и покрај тоа што делуваат дека се хомогени држави, не се толку хомогени како што изгледаат, посебно сега со европска интеграција. Добро, нашата слика е од страна, се разбира, па немаме информација доволно. Уставниот национализам во држава која што има
општество како нашето е проблематичен. Затоа што во моментот кога вие ќе тргнете, нели, никој не сме да се чувствува дискриминиран по ниту една основа. По ниту една основа. Добро, ние се најдовме во ситуација, морам да признавам, до пред некоја година во која што мнозинскиот народ се чувствуваш дискриминиран. Апсолутно, се согласувам. Затоа тоа е другата крајност. Тоа е другата крајност, посебно после начинот на кој што беше донесен Преспанскиот договор. Така е. И начинот на кој што беше, единствена полоша работа од фрустрирано малцинство е фрустрирано мнозинство. Мнозинство, да. Ние сепак сме многу толерантни, тоа мора да се призна. Еве, ова што го зборуваме за Југославија, словенечкиот национализам не можеше да ја сруши Југославија. Но српскиот национализам можеше да ја сруши. Хрватскиот национализам можеше, кога се разбуди, заедно си најде сојузник за да го направи тоа. Да, непријателски сојузник, некако така. Не само тоа, еве гледате, на пример, имате лидер кој што во младоста бил отворен сепаратист на моментов на најголемата партија на албанците во Македонија, Али Ахмети. Отворен сепаратист, отворен енверист, мислам се не бега тој самиот се представа како таков, така. Комуникето број 4 го знаем. И сега без разлика на тоа Македонија тера, така. Ајде една информација тука, колку е какво влијание имало Али Ахмети за оривањето на Југославија? Никакво. Затоа што не е потребно мислење ни излезе со некаква. Млад бил, види сега. Тој се чувствува како дел, да речеме, тоа. Но вие не знаевме дека постои до 2001 реално. Види се, тој бил учесник на демонстрациите во 81 година како студент. Голема работа. И се види како стои се. И ја и ти како студент кога сме излагале на протести или било што ден денес го носиме како некој голем хероизам, така. Па да, но нема да кажеш дека јас сум тој што не знам што. Ама не го хиперболизираме. Да, сум бил, па што? Ама го хиперболизираме, нели, као дека си имал некаква улога и така натаму. Или што знам, дека првиот митинг која беше 8 септември вечерта, сите ние што бевме на тој митинг, колку јас 14 години сум, кој знаеш како што и до ден денес го носиме тоа како сведоци или учесници, ама не сме. Што значи тоа последици Боцевски сега во овој актуелен мит, кога ги гледаме овие ситуации? И само и тоа сакам да кажам. Дури и проблемите на Косово беа пренагласени и ги пренагласуваше српското раководство со цел да консолидира својата власт. И дека како се беше непосакувани, значи тие го црта чудовиштето што на крај ги струши, а го немаше кога го црта. Практично помогна да се зголеми и да. Апсолутно, да. И тоа е, ама што сакам да кажам, значи единствено нешто што може да ја струши државата е фрустрирано мнозинство. И за жал во Македонија дојдовме до таква ситуација со начинот на кој што против демократската волја на народот беше изгласан Преспанскиот договор, со рушењето на власта со шарената револуција која што исто така, значи се струши демократски избор на власт, да се разбереме. Независно за која цел и добро, со подршка одредена која што потоа мислите дека ќе трае премногу време, се покажа дека не трае. Да. И сега имаме една ситуација во која што раководството на само се пресметува со новинари, но тоа е друга тема. Во овие околности сега, еве гледаме што се случува во Давос. Ја гледаме ситуацијата со Гренланд. Европска унија се најде во ситуација да ја брани Данска од Америка. Ова е просто неверојатно дека се случува. Гренланд го браниме од Америка, ова да го прочита некој што пред 2 години престанал да чита, ќе рече вие не знаете што зборувате, ова не може да биде. Во вакви околности на светско ниво ли се случува некаков распад на Југославија? Можеме така да кажеме тоа или не? Не. Мислам дека го зборувавме тоа минатата емисија, мајде пак да го покренеме. Значи овој период што го зборуваме. И токму заради тоа и работиве ескалираат толку. Се распадна тој двостожерниот, биполарниот светски поредок, од кај што беше од една страна Соединетите американски држави, од друга страна беше Советскиот Два архинепријатели. Да. Југославија како полунеутрална имаше некоја своја роља во тој свет и вниманието беше на едните и на другите врз земјава. Меѓутоа кога еднава светска сила пропадна самата од себе, нели? Тогаш другава светска сила Америка стана светот стана едностожерен, на еден столб беше потпен. Тоа беше Соединетите американски држави. Тие беа единствена светска сила, глобален хегемон. И како рече Ибер Ведрин, францускиот министер на одвечни работи, hiperpuissance, као хиперсила, не нивеле сила, но хиперсила. Сега, тој момент, униполарен момент на Соединетите американски држави, ќе видиме до кога траеше, но најверојатно да речеме некаде до изборот на Трамп и Брекзит до 2016 е се уште тој поредок доминантен. Од тогаш светов се наоѓа во преобразба. И сега да видиме на крај што ќе се случи од другата страна. Во моментов делува дека се исцрта 3 светски сили,
Да. Соединените американски држави, Кина и Русија. Да. И Европска унија која што се бара себе си се уште. Не, Европската унија бара свој геополитички идентитет. Економски има факт. Добро, Има но тој не е доволен. законодавен, нормативно не е доволен. Го нема тој геополитичкиот момент и еве, ова е шанса за Европската унија. На прашањето околу Гренланд се крши. Значи Европската и пази имаат лекција како треба со Трамп. Дали Трамп се обиде со Кина, војна со царини? Кина одлучи Се брани. да се брани, се одбрани. Дали Трамп тргна кон Нарендра Моди и кон Индија, заради поострување на санкциите кон Русија? Нели, прашањето беше Индија... Не смеете вие да купувате руска нафта, добра? Што се случи? Ништо. Индиците едноставно рекоа ќе купуваме. И издржа, така. Дали тргна против Бразил? Затоа што... Да, но Бодзевски, морам да кажам, не само да кажам, во Европа имаш не знам колку воени бази американски. без имаш разлика, НАТО. Ама без разлика сега. Па, декларација за сувереност, колку има војници на ЈНА у Македонија која е донесена? Илјадници, добро, јасно. Овие 120 души што гласале не знаеле Дека има, да. Па зашо го направиле тоа? Слободан Милошевиќ не беше неприкосновен лидер во тој момент во Србија? Добро, но ситуацијата околу Гренланд, нема имате 10 војници што го бранат. Добро, сакам да ти кажам, види понекогаш, а колку имаше тука умпред во Македонија? 100 души. Да, тие се гаранција фактички. Меѓутоа во случајов Тоа мислам е дека не е осигурувач, баш. да. Ово е осигурувач некако слаб, американците се посмеваат со него. Нека се посмеваат. Меѓутоа види се може да замислиме инвазија. Па нема логика. Само тие имаат база таму. Тоа нема логика. Целава работа нема логика. Сакам да кажам дека на ова се крши идентитетот на ЕУ како геополитички фактор и геоекономски фактор. Значи, ако Европската унија во моментов добро, како геоекономски може да продолжат. Факт е тоа, голем пазар се нема збор. Но Канада им дава подршка, интересно. Како ако обстојат во противењето, тогаш се црта еден јасен геополитички идентитет на Европската унија. Што во принцип е добро. Ако потфрлат, жал не. Тогаш многу сите нешта се отвори. Но што ако ризикува претседателот на САД и на тој отпор навистина загриза уште повеќе? Тоа е тогаш, види, тек тогаш е многу интересно. Еве не загриза, реков, дадовме 3 примери, не загриза во Кина, во Индија, во Да, но во Индија не може да бара база, мислам база, да бара територија. Добро, може секаде теоретски. Но Гренланд е не само тоа, него пази се, знаеш што е проблемот? Проблемот е ако ја читаш таа декларација на стратегијата за национална безбедност американската. Која што е многу извикана веќе. Да, тие ја критикуваат Европската унија, меѓутоа мислам дека јас како што читам таа, не ја читаат сите така. Јас мислам дека тие критикуваат дека САД ја критикува Европската унија токму затоа што сака да види Европската унија како свој сојузник во светот. И смета дека начинот на кој што се води европската политика, економија, култура, нели, мултикултурализм, дека и штети на Европа и дека и оневозможува на Европа да стане сојузник на Соединените американски држави во овој полуден свет. Така го сватам, може да кажеме, они фактички им подаваат рака на... Да, јас така го сваќам, јас така го читам, да. И токму заради тоа да речеме Трамп инсистира на овие лидери јаки, да. Јаки како Се годува да разговара со Макрон. Да. Сега тоа е суштината на судирот, по мене. Ако се тргне кон насилно земање на Гренланд, тоа е преминување на црта после која што сме ние во сосема различен свет. Она што кажа данците дека тоа ќе значи крај за НАТО, навистина значи крај за НАТО. Навистина е мошло да дојде до тоа. Па може, види се, штом веќе зборуваме, пази се, штом ќе излезе во јавноста таков муабет, веќе значи тоа е реалност, нели? Ова како беше во тој период, ако се вратиме на нас за што го зборувавме до сега, нели, се уште Југославија тука, ма зборуваме дали е можен распад. Па шом зборуваш, значи можен е, така е. И така заврши. Истото станува и за НАТО, па на крајот на криштата, истото станува и за ЕУ, веќе и тие разговори се зборуваат. Пред Македонија како држава се тешки избори во наредниот период. Значи тешки избори се одамна, меѓутоа сега стануваат веќе претешки затоа што пази од една страна како што зборувавме минатата емисија, Европската унија е наш единствениот пазар. Природен пазар, природен партнер, економски, географски, како сакаме, историски, цивилизацијски. Америка ни е... Од друга страна, со Америка е се уште играч на овој простор, значи, играч кој што може многу да направи и во позитивно и во негативно смисла. И сега тука, нели,
е нашата умешност. Од сите страни Ѓорги Сардисан, некој може да рече. Абе добро сега, како беше, не да Боже да живееш нели во интересни времења. Да. Меѓутоа интересни се. и Затоа ја направив оваа паралела. Само да ти кажам, секој оној кој што мисли дека во моментов, пази, често нели кај нас имаме она зошто ние немаме национална стратегија, на друго секој кој што мисли дека постои човек на планетава кој што може да ви каже како ќе изгледа светот следната година, после 2 години, после 3 години, тоа е само еден лик кој што мислам дека има се проблеми. занимава со има проблеми со science fiction. Кој што треба претпоставам медицинската наука да ги решава. Тоа е неверојатно, таа предвидливост која што нема личи е страшна, значи, да. нема предвидливост. Значи секој момент, секоја вододелница ве носи во една различна насока. Успешните земји, оние земји кои што ќе излезат од ова, со најмалку штета, затоа што ретко кој може да Убаво кажано, со најмалку штета, а со корист тешко. Се оние кои што дневно ќе ги анализираат работите, кои што ќе ги впрегнат целата своја креативна јавност и кои што ќе овозможат една, ако треба и жестока и оштра дебата во јавноста, која што ќе ги изострува ставовите. Ако вие мислите дека седите некаде тројца и се решавате идеме навака, земјата ќе однесете во пропаст. Значи мора секоја точка на овој пат да биде предмет меѓу другото на жестока дебата. Дебатата укажува дали грешите или не грешите. Дали газите некаде кај што имате консензус или не газите. Така што Македонија, не само Македонија, светот се наоѓа на една ваква раскрсница. Во тој смисол мислам дека добро е да поздравиме онаа лидерска средба која што се случи, како еден убав исчекор, иако е за законот за прекршоци, мислам дека далеку побитно е да се седне за овие теми кои што ги дискутиравме. Сега не е време за дискутирање на оно што го зборувавме околу нели како треба да изгледа Македонија во една идеална ситуација уставно и но и така просто натаму. напросто времето бара своји Но дискусијата за тоа кога се движиме во овој свет, во смисол кое ни е клучното партнерство, што браниме, што не браниме, е овој момент. Мислам дека и оваа емисија имаше токму таа цел, ако некој мисли дека случајно се вративме ние 35 години назад, не е тоа баш случајно, почитувани гледачи, има која констелација, би рекол, причинско-последична. Овдека завршуваме со емисијата. Амбасадоре, благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Да, поштовани гледачи, тука завршува ова издание на Заспи ако можеш. Утре се разбира е репризната варијанта во 15 часот. А јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.